Во изминативе неколку месеци, но особено денес, вашето внимание е целосно свртено кон шивачката работилница во казнено-поправната установа Идризово. За каков проект станува збор? Иницијативата во затворот Идризово започна во јануари, кога потпишавме меморандум за соработка со директорот и додека се создаваше просторот, односно да добиеме просторијата каде што може да ја направиме шивачката работилница и да ги собереме машините и материјалите кои беа потребни. Ние работевме на везење во отвореното и во затвореното оделение, значи беа вклучени сите оние жени кои беа заинтересирани. Започнавме од прво основно ниво, а за сега веќе да сме доволно совршени да можеме да почнеме да нудиме и производи. Последниве 2 месеци работиме посветено, имаме неколку жени кои работат во полно работно време, значи од 8 до 15 часот секој ден, секој работен ден во шивачката работилница, ги создаваат производите, ние одиме неколку пати неделно да им дадеме насоки, да им помогнеме за да имаме целосен еден производ. За еве вчера на 1 јули конечно да ја покажеме и нашата Инстаграм страница, каде што идејата е да се направи една платформа за граѓаните да може да ги купат овие производи. И колку жени се пријавија на оваа работилница? Дали беше голем интересот уште на самиот почеток или им требаше време за да се запознаат со тоа што го работите? На првите везачки работилници имаше околу 25 жени кои се пријавија. Некои сватија дека немаат многу трпение за овие работи, па некои беа толку многу посветени кои дури сега се навистина совршени во нивната работа во овие неколку месеци. Значи тука се работи се на волонтерска база, кој сака да го исполни своето време, затоа што за жал жените кои се во овие установи немаат активности во текот на денот, особено оние кои се дел од затвореното оделение и сето ова им помага и да им ги оттрне мислите, затоа што рачната работа е многу убава и за мозокот пред се и да им помогне во иднина да имаат доволно вештини за ако сакаат и да си започнат и некој бизнис или нешто кога ќе излезат од оваа установа. Вие го споменавте трпението, но и креативноста. Колку е таа важна за ресоциализација на овие луѓе? Особено е важна. На почетокот јас им носев цртежи по кои јуча везовите како да се усовршат, за потоа да им дадам слобода за сами да прават своји производи. Цртежите се навистина фантастични, ќе ви ги покажам првите везови, а секако сега и ташните кои ги добивме. Дел се изработени со мои насоки во однос на дизајнот на она што е навезано, а дел се и нивни слободни креации и многу ме радува што од ден во ден производите се се подобри и подобри и се надевам дека ќе ги гледам по скопските улици. Но кои беа предизвиците, кои беа од сосема поинаква природа со кои се соочивте кога започна да функционира таа работилница? Па би сакала да напоменам дека целата ова иницијатива е на добра волја направена, не е никаков проект, нема никаков грант, јас го донирам моето време и знаење. Одам веќе неколку месеци таму, неколку пати неделно, посветено работам и секое одење душата ми се исполнува. И идејата е да прерасне во едно социјално предпријатие во блиска иднина, што би функционирало независно дали јас би била дел или не би била дел. Идејата е да се нудат и шивачки услуги на хотели, на ресторани, да се шијат, например, постелнини, чаршафи, нешто што и болниците може да го нарачат. Значи, зборуваме за некои работи кои не се многу тешки за изработка, може да донесат и финансиски бенефит за овие жени, значи да имаат финансиски средства на својата сметка кога ќе излезат од затворот, и да им помогнат да им се пополни времето и да научат нова вештина која може да им помогне за идно вработување по излегување од затворот. А кога говориме за самите услови во тие работилници, што она што би можело се подобри, да кажеме, кое што не зависи директно од вас? Целата работилница е направена, создадена благодарение на донациите од голем број на граѓанки кои по сите апели на социјалните мрежи ни се јавија. Многу ме радува што имаше огромен одзив, собравме прекрасни материјали, голем дел од луѓето ги исчистија плакарите од времето што имаат од своите мајки, баби материјали, така да добивме материјали со одличен квалитет, ни донираа и стари машини. Успеавме да собираме и финансиски средства да купиме инвертер кој ни беше навистина потребен.
со тоа што создадовме некои пригодни услови, но за жал Идризово е место каде што има многу влага и таа просторија навистина би било убаво да можеме да собереме доволно финансии или некои општествено одговорни компании да помогнат да се обнови, за да создадеме нели уште подобри услови кои би ги мотивирало жените за понатаму да бидат што подобри и поуспешни во својата работа. Во изминативе неколку години, чинам 3 години, вие сте активно вклучена во проекти кои што се во насока за развој на женското претприемништво. Да, благодарение на Добре дојде Македонија организацијата и амбасадата на Словенија, веќе 3 години водиме интересни проекти поврзани со женското претприемништво низ цела Македонија, не само во Скопје. Ако првата година обучивме 30 жени, втората година обучивме 60 жени, планот за оваа година е да бидат обучени 100, со тоа што оваа година проектот всушност не е развоен проект, ќе трае всушност 2 години, за на крај да имаме околу 160 обучени лица. Многу ми е драго и се гордеам да споменам што имаме жени кои веќе ги отвараат своите бизниси, значи не е само да ја поминат обуката и тоа е тоа, туку целта е да ги окуражиме да започнат собствен бизнис, така да од секоја година имаме некоја позитивна приказна. Тука се вклучени и текстилните средни училишта, со нивни ученици кои имаат интерес за во иднина да имаат нели подобри вештини. И имаме и многу добри муабети од професорките и од родителите дека целиот овој проект им помогнал многу и во нивната самодоварба. Еве конкретно имавме едно детенце првата година од Струга кое имаше проблем со слухот и секогаш беше прилично повлечен, ама по завршувањето на овој проект баш и неговата мајка и професорката ни кажа дека станал веќе не бил толку срамежлив, дека почнал да ги поздравува секогаш кога влегува во просторијата и да се вклучува повеќе во групните активности. Значи сите овие проекти не ги работиме само за да помина проектот и тоа е тоа, туку многу ни е важно да имаме добри резултати и затоа амбасадата на Словенија тоа го има препознаено и веќе неколку години го работиме. Верувам дека во таа насока е потребна и одредена државна стратегија за тие нивни идеи да бидат реализирани на соодветен начин. Државата треба многу да направи, треба да поддржува многу работи, но кога не поддржува, ќе си работиме сами и ќе се трудиме. Ќе бидеме Сизиф, ќе буткаме планината и каменот, но треба да се работи многу конкретно и со стручните училишта. Еве гледаме сега и по медиумите дека период на уписи, дека има поголем интерес за стручните училишта, но за жал еве програмата на текстилните училишта не е соодветна за денешното време. Значи работите кои ги учат не се соодветни. Тие треба да учат многу нови алатки, нови вештини, да во нивната програма не може да нема плетење и везење, значи работи кои се основни и кои те издвојуваат од масата. Не треба да ги спремаме тие деца само да работат во фабрика, туку и да станат идни модни дизајнери. Затоа што кога станува збор за рачната изработка, еве дури да ја споменеме и високата мода, таите како е цената во светски рамки? Особено и не само што е цената, туку и сега и со вештачката интелигенција, тоа е нешто што не може да се смени. Рачната работа секогаш ќе си остане уникатно. Вие честопати ја споменувате циркуларната економија. Што конкретно подразбирате? Па циркуларната економија мислам дека ни е единствено решение кое ни преостанува, затоа што и самите гледаме дека ѓубрето се давиме во сопственото ѓубре и дека треба полека да ги следиме таковите на самата природа. Значи циркуларната економија не е некој нов концепт, тоа се буквално текот на природата, значи се врти во еден круг. Ако нешто скапува, станува храна за земјата, значи потоа повторно станува плод, значи немаме никаков отпад и секој како граѓанин пред се треба да се трне од себе, да проба да се ги промени колку што може повеќе своите навики, да купува што помалку работи со еднократна пластика, да пробува да го рециклира, да го селектира својот отпад доколку нели има услови за тоа, да не го фрла шишото во реката, затоа што не значи ако ѓубрето не го гледаме дека не е тука е, може не е во овој град, во следниот град, и да проба нели да се тргне од себе, секако тука и во аспект на модната индустрија, дека е период нели на распродажби. Не зборуваме за тоа дека не треба да се купува, нели секој сака пред се да се изгледа убаво, особено и по младите, ги водат трендовите да се облечат некако интересно. Во едно интервју ми споменавте уште пред неколку години дека да бидеме еколошки свесни
За модната индустрија тоа не значи дека треба да го жртвуваме сопствениот стил. Значи, доволно е да размислите, еве, во овој момент на распродажби, ако тоа парче е 200 денари, дали на вистина ви треба, но да размислиме и на позадината. Супер што во нашиот новчаник ќе останат, нели, пари за да си купиме уште едно парче, но можеби ако тоа парче е 200 денари во синџирот на неговото создавање некој страдал, а најчесто страдаат работниците, не страда нели газдата на таа фабрика. Значи, секако на крајот на денот секој сака да си биде платен фер и ако ние сакаме лично да бидеме платени фер, треба и да поддржуваме брендови кои си ги плаќаат работниците фер. Ја споменавте и вистинската цена. Што значи вистинската цена? Дека вистинската цена не е таа што ќе видиме кога купуваме одредено парче облека, говорам за етикетата на која што е изложена цена. Да, треба да размислиме на позадината. Значи, еве ќе кажам еден прост пример за една обична памучна маичка. Што веќе дури тоа е тешко да се најде, чист памук, значи маичка од чист памук. Памукот треба да расте. Значи, некој треба да го полива, некој треба да го бере, некој треба, иако сега и процесот до некаде е механизиран, ама сепак потребно е човечка рака. Потребно е да се направи, потоа се создаде конецот, па да се предаде, па да се создаде материјалот, па тој материјал да се скрои, тој материјал да се шие. Значи тука се раце луѓе што поминале низ тоа парче за на крај да се испегла, да се спакува, да се однесе во продавница, продавницата да се изложи на закачалка и вие да сте тој што ќе го облече. И сега ако цената на тој производ е 200 денари, колку биле платени овие луѓе? Доколку имаме предвид дека модната индустрија е една од 5 најголеми загадувачи на планетата, на која ниво е свеста кај нас конкретно? Говорам за еколошката свест и за поврзаноста со модната индустрија. Па кај нас полека ја гледам и со социјалните мрежи, младите по новата генерација веќе станува нормално, нели, да купуваат и парчиња од втора рака, да учествуваат во најразлични разменотеки, да сакаат да изгледат уникатно, да ѕиркаат во плакарите на своите мајки и баби, па да извадат некој уникатно парче. Значи тоа полека се нормализира и така треба и да биде. Не значи дека за секој настан мора да бидеме облечени во нешто ново, не значи дека треба да секој месец да си купуваме нешто ново, значи може едноставно да ги комбинираме паметно работите, ако нешто не го носиме да го понудиме на нашите другарки, а сега веќе и со законот за управување на отпад за текстил, оние работи кои не ги носиме, кои не се во добра состојба за да ги донираме, во поголем дел од брендовите има и канти каде што може да се остават овие работи за потоа нели да се рециклираат или да одат во некоја друга индустрија. Значи има многу начини, само што треба многу повеќе да зборуваме. Јас се трудам и на интервјуата и на сите средби и секаде каде што сум дел гласно да говорам за да им помогнам на граѓаните, затоа што кај нас како првото нешто за давање се гледа донацијата, а не е секогаш донацијата. Едноставно има и голем број на организации кои се преплавени со донации што немаат што да им прават, а донациите не се соодветни за она за кое што се бара. Значи треба, не е тоа единственото решение, треба да видиме како може да дали да отиде во друга индустрија, дали да го даваме на некој млад дизајнер кој редизајнира работи, па да го редизајнира. Сметате дека недостасуваат информации во тој поглед? Да, сметам дека не се зборува доволно. Не може, како викаат, една птица да направи пролет, само јас да зборувам, туку треба тоа да биде многу поголемо, многу повеќе луѓе да го зборуваме и да има многу поголем простор и не само на медиумите, туку секаде каде што може. Дали никогаш си рекавте веќе сум уморна од сето ова и не можам да го правам ова? Не, мислам дека сум минати и тоа многу ме држи. Колку е важен тој инет во животот за да успеете? Па сметам дека е важен, но не треба да сега тука не е само да тираме инет и да удираме нели со главата во зид, треба пред се да бидеме реални, но сето тоа мене ми ми дава мотив да создавам нови работи, да носам нови работи, да едуцирам јавноста, да зборувам, значи буквално сум неуморна. И ме радува кога гледам фидбек од другата страна, нели не е од секаде фидбекот и него ни правам за фидбекот, но сметам дека како моден дизајнер, како модна дизајнерка, треба тоа да го правам и да им помогнам на луѓето како подобро да се справат со облеките, како да прават подобри избори, како да живеат поодржливо, затоа што на крајот на денот сите живееме во оваа земја и тоа е патриотизмот кога правиме убави работи за нашата земја. Ви благодарам Тошева за интервјуто. Благодарам.